Повеќе од 3 месеци Делчевско Разловци е одсечено од светот. Барем вака изгледа на хартија и по официјалната забрана за сообраќај на мостот на Брегалница кај Треботивиште, кој беше оштетен од надојдените води на реката во февруарските поплави. Но забраната никој не ја почитува, па на собствен ризик мостот се поминува. Забранет е мостот, ама сите минат. Нема врска тоа. Оти? Таа забрана си стои од ке Брегалница дошла еднаш. Толку. Нема од никаде дека да минат, мора да минат од. Забранете, ама нема дека да одиме. Там додека не паднем да умреме, там ќе одиме. Но освен разловчани, мака со мостот имаат и жителите на Треботивиште. Јас баш одат стално там, имам нешто и кромите посадено, вида дека е слегнато. Ама вие поминувате, не се плашите? Не се плаша. Немаш од. Немаш избор. Што ќе правам? Брегалница е голема. Но Треботивиште има уште една мака. Мостот кој пак во февруари го однесе желевица, а единствена комуникација со селските гробишта, доби земјен насип од двете страни од страна на општината, но тоа за жителите не е решение. Са нешто тоа што го направи, не може возило да се качи. Од другата страна, само површински затрупано, можно е да пропадне доле и да загине некој човек. Жителите на Треботивиште се револтирани, бидејќи овој мост го чекаа со децении, а првата надојдена вода на желевица го пресече. Револтиран и тоа не мога веќе ни муабет да прават за тој мост, што го направија како на Седорек. И од двете страни остана, и од двете страни го прекинува мост. Направи се тој мост без заштити крила, без да се регулира водотекот на реката и како да не е направен, како да не постои. Кога ќе се санираат последиците од поплавите во Делчевско, со сигурност надлежните не кажуваат. Од општина Делчево, надлежна за локалниот мост во Треботивиште на Желевица, истакнаа дека општината планира изградба на бетонски крила, а од Македонија пат истакна дека на мостот за Разловци се работи на проектната документација и санацијата е известна, но временски не е детерминирана.